Почитувани медиуми, почитувани присутни. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, службен вестник на Република Македонија број 5/02 и службен вестник на Република Македонија број 202/24, член 15 од статут на општина Росман и член 58 став 1 од деловникот на Совет на општина Росман. Службен гласник на општина Росман број 7/06. Како председател на Совет на општина Росман донесувам решение за свикување на 13-та седница на Совет на општина Росман. Ја свикувам 13-та седница на Совет на општина Росман на 30.06.2026 година, вторник. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, врз основа на член 60 од деловникот на Совет на општина Росман го предлагам следниот дневен ред. Предлагам прочитам дневниот ред, да го ставиме записникот од 12-та седница на Совет на општина Росман, одржана на ден 28.05.2026 година, четврток. Дали некој бара збор во однос на записникот од минатата седница? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно, 9 за, воздржани нема, против нема. Дневен ред гласи: прва точка, предлог одлука за утврдување на објект од значење на општина Росман и утврдување на изглед на фасади на објекти на подрачјето на општина Росман. Втора точка, предлог одлука за субвенционирање на превоз на патници и пензионери. Трета точка, предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработа. Четврта точка, предлог одлука за отстапување на користење на специјално возило на ЈПКД Росуман. Пета точка, годишен план за вработување за 2027 година на ЗЈП регионален центар за згрижување на безумни миленици и ветеринарно здравство стационар ШПК Вадарци. Број 02126/1 од 22.5.2026 година. Како шеста точка на дневен ред барам барање од физички лица да се надополни дневниот ред. Кој е за? Едногласно, 9 за, воздржани нема, против нема. Дали некој друг бара измени на дополнување на дневниот ред? Повели. Седма точка. Седма стаја, така? Поштувани председател, поштувани колеги советници, поштувани медиуми. Значи, сакаме да дополниме дневниот ред уште со една точка, да се задолжи директорот и управениот одбор на комуналното предпријатие да ги намалат цените, да направат нов план за намалување на цените за вода и комунални такси. Ако управениот одбор и директорот не го следат тоа за наредните 2 седмици, да им се намалат паушалите и платите на директорот. Што да биде 8 точка? Седма. Добро, 7 и 8 точка советнички прашања. Како седма точка, предлогот на колегата Ристо го ставам на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани, 3 воздржани. Против? Тене? За беше 4 воздржани. Констатирам дека како седма точка е влезен предлогот на колегата Ристо. Како 8 точка советнички прашања. Кој е за? Едногласно, 9 за, воздржани нема, против нема. Како во оваков проширен состав на дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Прва точка, предлог одлука за утврдување на објект од значење на општина Росман и утврдување на изглед на фасади на објекти на подрачјето на општина Росман. Дали некој бара збор по однос на прва точка од дневниот ред? Доколку никој не бара збор, Вака, во однос на фасадата, предвидено ни беше и во буџетот и во претходниот ребаланс реконструкција на фасадата на општинската зграда и на вкупно целата зграда, односно која ќе ги опфати и стреите на зградата. Знаете дека зградата е премногу стара, не знам, повеќе од 40-50 години и не е до сега допред надворешниот изглед воопшто и е во стварно лоша состојба. Тоа е едно предлог решение кое што го доставиме до вас. Ќе офане комплетна реконструкција на моменталната фасада, уредува и на стреите, но и внатрешниот простор на општината. Согласно предме пресметката е околу 900.000 денара. Во јавна набавка ќе видиме до каде ќе отиде, сигурно веројатно ќе дојде до намалување.
Така да тоа е горе-долу, ова изгледот и утврдување на целата документација за тоа што тука има и приватни станеви и ќе мораме да одиме со оваква одлука. Доколку беше само општинска, немаше да има ни потреба од одлука. Благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, прва точка од дневниот ред ја става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Втора точка. Предлог одлука за субвенционирање на превоз на патници и пензионери. Дали некој бар разбор во однос на оваа точка? Да каже гранчално така. Во однос на оваа одлука, во разговори со директорот на јавно предпријатие сообраќајно на Кавадарци, разговаравме за како да се воведе оваа одлука. Оваа истата е воведена во општина Кавадарци и веќе пензионерите таму го користат бесплатно овој превоз. Не се големи средствата кои што ќе отпадат од општина Росова за субвенционирање на овој превоз, односно овие постари лица, изнемоштени кои што веќе и со самото формирање на сообраќајното предпријатие намалени такси превозот, немаме толку патници, предлагаме како општина да се воведе ова, односно сите пензионери да имаат бесплатен превоз. Тоа ќе се направи на начин што секој пензионер ќе се слика, ќе има сопствена картичка, кога патува за Кавадарци ја титка на нивниот систем, по завршување на месецот се доставува фактура до општина Росован, пример 200 патници по утврдената карта и се фактурира на општина Росован. Мислам дека е 50 денара, не сум сигурен, картата во еден правец, така да тие средства со фактура ќе ги исплати општина Росован кон јавното сообраќајно предпријатие Кавадарци. Благодарам. Благодарам. Дали друг бар разбор? Ќе биде за многу и редовно. Гранчалника докаде е со паркинзи? Кажавте дека сте во преговори. Благодарам. Во однос на паркинзи, се уште како не е скроен буџетот, нема да имаме доволно средства за да го обезбедиме оваа услуга, но наредниот период, дали со ребалансот во август, ќе гледаме да обезбедиме средства за оваа услуга, иако верувајте дека ќе биде поскапа отколку користењето на бесплатниот превоз за патници за пензионери. Благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, втора точка од дневниот ред става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Трета точка. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Дали некој бар разбор во однос на оваа точка? Почитувани, предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка е стандарден предлог кој што секоја година го гласа нашиот совет. Исто така и советот на Кавадарци ја прифаќа овој предлог. Тоа е онај дефицитарен кадар кој што го нема општина Росован за користење техничка поддршка при изработка на урбанистички планови, учествува постапка за легализација на бесправни изградени објекти. Обично тука користиме урбанисти. Учествува постапка за издавање на одобрение за градење, тука ги користиме нивниот сектор за издавање одобрение за градба, односно градежниците, и комплетна услуга во управувањето со градежно земјиште кое што е собственост на Република Македонија. Тоа е ова за купување на земјиште под зграда и оформување на парцели и комплетна услуга во комуналната инспекција. Комуналната инспекција ја користиме за утврдување на диви преклучоци, доколку има останати потреби на општина Росоман. Тоа се оној дефицитарен кадар кој што го немаме во општина Росоман. Дел од овој веќе имаме и положено од вработените со лиценци, така да постепено тоа што имаме кадар ќе се заменува со директно во општина Росоман со наши вработени, да можеме да го регулираме. Благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, трета точка од дневниот ред става на усвојување. Кој е за? 7 за, воздржани. 20 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Четврта точка. Предлог одлука за отстапување на користење специјално возило на ЈПКД Росован. Дали некој бар разбор во однос на оваа точка? Оваа одлука е за користење на цистерната која што ја земаме од Кавадарци.
Оваа потреба е затоа што сега моментално е преземена од општија Росома, мислам дека минатата седница ја примивме како донација. Сега ќе треба да отстапиме на комуналното предпријатие да може да ја регистрираат и да ја користат на нивно име како основно средство на јавното комунално предпријатие. Ви благодарам. Дали друг бар збор? Доколку никој не е бар збор, четврта точка од дневниот ред е ставено на усвојување. Кој е за? Нагласно 9 за, воздржани нема, против нема. Пета точка. Годишен план за вработување за 2027 година на ЗЈП регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Број 02-126/1 на 22.5.2026 година. Повелите. Добар ден, почитувани, јас сум представник од заедничко јавно предпријатие стационар Шепа Кавадарци и кај вас сум денеска на совет за да го поминиме годишниот план за вработување за 2027. Годишниот план за вработување 2027 се однесува исто како годишниот план за 2026 што беше више кај вас и е поминат. Се работи за истиот број вработени, само затоа што ние сме на одредено временски период од 12 месеци вработени, кој истекува на 31 јули и треба да се продолжи вработувањето од 1 август 2026 година за до 1 август 2027 година. Затоа до секоја општина, основач на предпријатието, кои што се 9, имаме доставено барање за финансиска конструкција, од која што е добиена согласност од сите општини и треба да се заврши уште годишниот план, да се даде одлука за поминување, за да може да функционира предпријатието. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, пета точка од дневниот ред е ставено на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека пета точка од дневниот ред е усвоена. Ви благодарам. Како шеста точка барање од физички лица го повикувам председателот на комисијата да го прочита извештајот. Почитуван градоначалник, почитуван председателе, почитувана јавност. Врз основа на член 44 од статут на општина Росомон и член 123 од деловникот на Советот на општина Росомон, Комисијата за финансии и буџет, одржана на седница 25.6.2026 година, до Совет на општина Росомон го доставува следниот извештај. На седницата присуствува председателот на Комисијата за финансии и буџет Оливер Петров и членовите на комисијата Јовица Стошич, Јовица Стојановиќ и Владко Трајков. Представник од Делението за финансии и буџет Ристе Ристевски и градоначалникот на општина Росомон Ѓорѓе Крстевски. Седница се одржа во просториите на општина Росомон. На дневен ред беа разгледани барања од физички лица. По однос на првото барање со архивски број 03538/1 од 10.6.2026 година за извршување на операција за вид, комисијата по разгледување на барањето даде предлог за одобрување на финансиски средства во износ од 7.000 денари. Второто барање со архивски број 08565/1 од 25.6.2026 година, поднесено од самохран родител од село Манастирец, комисијата по разгледување на барање даде предлог за одобрување на финансиски средства во износ од 20.000 денари. Третото барање со архивски број 03549/7 од 17.6.2026 година, поднесено од родител за лекување на неговиот син, комисијата донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 30.000 денари. И имаме барање поднесено од еден спортски љубеник во пливањето, по кое комисијата даде предлог да градоначалникот ги подмири овие трошоци во износ од 6.000 денари, да биде помогната оваа активност на дотичниот господин за обавување на неговите активности. Благодарам на вниманието. Благодарам. Барање со 03538/1 доставено на 10.6.2026 во износ од 7.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ово барање?
Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 08565/1 доставено на 25.6.2026 година во износ од 20.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03548/1 доставено на 17.6.2026 година во износ од 30.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03550/1 доставено на 18.6.2026 година во износ од 6.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го става на усвојување. Ајде, пауза. Седма точка, да се задолжи директорот и управниот одбор на ЈПКД Росоман да изготват реален бизнис план за намалување на водата. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Не за намалување на водата. Може на водата да се намале, добро што е. Таков мој предлогот. Значи на сметката, не на водата. Точно таму ти сметка имаш. Штанко чита само нема врска тоа. Нема врска водата. Така го постави човекот. Да, имаш комунални. Така постави точката, значи вака. Значи тука бараме да се задолжи директорот и управниот одбор на комуналното предпријатие да ги проверат не само сметките за вода, туку и целото задолжување на граѓаните во општина Росман, затоа што сметките се многу големи дојдени сега и за тоа да се направи цел бизнис план нов, каде што се намале целосната сума на граѓаните. Значи ова сега е стварно многу пари. Дали се дворишта измерени, дали се површини да зголемени. Се до тоа да се намале и да дојде до некоја сума по адекватна за граѓаните во општина Росман, не е во Кавадарци. Таму во Кавадарци станеви, кој не плаќа за двориште. Така на зборот не се наводнува, за да може да толкова сума да биде за граѓаните. Дали друг бара збор? Вака е, прво предлагам точката да повлечиме за да можеме наредниот совет да ги повикаме од јавното комунално предпријатие да ви објаснат што всушност се случено за тоа што е покачувањето на сметките. Околу бизнис планот, јас покушувам информација дека истиот бизнис план се прави врз основа на регулиран период од регулаторна комисија, бара бизнис планот јавното комунално предпријатие да достави врз основа на трошоците кои што ги има. За плати, за нафта, за поправка на возила и за сите останати трошоци, струја. Ние имаме одредени места во Паликура, комуналното предпријатие наплаќа околу 5-6 илјади денара приход, троше 14 илјади денара или 15 месечно расход. Имаме во Сирко, во летниот период имаме таму веќе многу поголема потрошувачка на струја, веќе се уклучени пумпите, а во меѓувреме веќе и бевме на терен да го регулираме новиот зафат кој што беше пред 5-6 години, не е функционален. Ќе работиме некако да го подобриме за да можеме да намалиме сметката за струја во Сирко. Изминатиот период се фана доста и диви приклучоци кои што веќе се осеќа дека водата се намалува и имаме континуиран прилив на вода, освен во недела се случува во попланените часови да имаме мал недостаток на вода поради недостатокот на вода и во Кавадарци. А во однос на ова најдобро е да дојдат директорот и службите да објаснат и да кажат што всушност се случено за сметките за комунална услуга. Мислам дека во однос на водата беше изгласана тука минималната цена која што ни даде регулаторна комисија 20,05 денара, а додека во однос на канализацијата предложената цена на совет 5 денара тогаш не се прифана од страна на советот и отиде на регулаторна комисија и од регулаторна комисија ни наложија цена од 8 денара за канализација по кубик и истата мораше да биде прифатена, а успати комуналното плати фактура од околу 65.000 денара на регулаторна комисија за донесената одлука. За останатиот дел за ажурирање на податоците, најдобро правната служба во Комуналец ќе одговоре. Не знам како и што се мечирани податоците со катастар. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Почитувам граѓанче, ако ние како совет не сме важни за работата на комуналното предпријатие,
Ако регулаторна комисија може сама да си ја покаче цената без да не прашат нас, зошто ни дават нас материјали за ние да одобриме цена и да кажеме колку треба да биде цената? Значи тука некој пред да стане да вие градоначалник, убаво си направил убав бизнес план, ќе ќе ве наместил вас да ви го прифатите се до тоа и регулаторна комисија оде по тие бизнес план. Значи ја не се слагав и тогаш со тие бизнес план и кажав дека цената на вода треба да биде 16 денара, да покачиме минимално, за да немаме вакви заврзлами сега во овие период. Значи сега кога дојде многу поголемо покачување, граѓаните почнаа видоа тоа јас што го барав, некои од граѓаните во тоа време викаат не што се буниш ти, тоа лесна работа. Сега кога видоа колку се покачи цената, почнаа да звонат дај направите нешто да се намали цела таа сума. Значи нешто е проблем со бизнес планот и регулаторна комисија. Затоа треба вие како градоначалник да отидете таму да проверите таа работа што е проблемот и ако треба нов бизнес план да достави до регулаторот со тие помали трошкови и да се направи висинската цена за наплата на граѓаните. Благодарам. Бидејќи ме повика советот не е битен, а и не реков дека не е битен на еден момент. А и сега кога ќе имам создание, ќе се носи нов закон ради оваквите проблеми кои се случуваат меѓу советите на општините и регулаторна, бидејќи како што вие не сакате вода да се покачи, ја не сакам да не ми е мерак вода да плаќам јас поскапо, и јас плаќам. Сега мислам дека ќе се донесе и нов закон каде што веќе советот ќе се прескокне и регулаторна ќе ги носе директно одлуките, за тоа што се случува многу јавни предпријатија во државата да тонат во долгови само ради недонесување на одлуки и блокирање на комуналните предпријатија. Верувајте, ако продолжеше комуналното како што продолжи, ние само ќе тонеме надолу, никогаш не може да се поисправиме и да може тие луѓе да земат и редовно и плата и нафта. Еве сега да ви кажам за информација, кад 2025 ни една фактура за нафта не е платена. Сега почнеме да ги плаќаме 2025 да ја чистиме, може и знаеш бидејќи работиш таму, нели? И да не се доведуваме комуналното да може да ги сервисира редовно услугите и за нафта. Имаме страшни намалувања, ако лани од април до декември се истрошиле 700.000 денара за нафта, оваа година од јануар до јуни месец имаме потрошено околу 230-40.000 денара за нафта. Така да ќе гледаме што повеќе го исправиме, дали со самиот круг горе што е направено на комуналното веќе се стабилизира работата и мислам дека граѓаните се позадоволни од услугите, ќе се набават и нови контейнери за отпад, веќе е распишана јавна набавка, нова опрема за комуналното. Мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни од комуналното предпријатие. Јас знам дека граѓаните ќе платат, ама и да видат и услуги од комуналното предпријатие. Благодарам. Дали друг разговор? Ајде, повели колега Ристо. Началниче, јас се слагам со тебе, само во една работа не се слагам со тоа дека регулаторна комисија ќе може да покачува цените во општините, затоа што комуналното предпријатие го формира општина. Тоа е значи предпријатие формирано од општината и општината е должна да го одржава. Самите директори треба да си направат бизнес план кој што ќе добијат пари од општината, затоа што нив кој совет секогаш не добруваме пари на нив за нивните потреби, за чистење, за хигиена, за метење, нека измислат нешто. Во не може директор да седе таму да зема плата 60.000, еве, сега што го имат горе простор, да почнат да садат садници, дрвца, цвеќиња, да метат пометување на селото, перење на улиците, да ви фактурират, вас никако совет ќе му добриме пари. Ете му пари, не мора да ги удараме граѓаните по джепот за секоја работа. Че граѓаните го плаќат, ја плаќат општината, ДДВ плаќат се живо. Зошто ги малтретираме граѓаните? Нема Прво не зима директора 70.000, зима помалку. Второ, за тоа за регулаторна и на регулаторна не се ни бензинските пумпи, па регулаторна утврдува колку ќе продават нафтата. Не му дозволува кој колку сака. Да, точно се прави по бизнес план, кој што е изработен од јавното комунално предпријатие. Врз основа на трошоци пишат таму колку ќе имат нафта, колку трошат за плати за вработени, колку имат одржавка за струја. На крај отидат до една крајна сума на годината колку имат приливи, колку имат одливи. Ако гледат дека тоне комуналното, ќе подкренат водата.
Пак и џабе се расправаме, туку треба да видиме наредната седница, нека дојдат од комуналното да објаснат точно и што се случува. Во однос на садници и такви работи, да, тоа ни е една од приоритетните проекти за наредниот период да направиме фолии кои што ќе се садат садници за потребите на комуналното предпријатие и на општината. А инаку во овој период јас сум градоначалник не знам скоро 8 месеци, ниеднаш не сме донесиле одлука било каква за субвенционирање директно на јавното комунално предпријатие од општината. Или претходно се случуваат такви одлуки и ќе се случуваат, веројатно затоа што особено во делот на струјата немаме до сега директно. Скипот да не се користи за други цели. Не, директно претходно се носе одлуки. Секогаш кој ќе заглавеше комуналното со пари, се пушта инекции кон јавното комунално предпријатие во однос на пари, дали за сметки за струја или за други трошоци, дали за нафта. Епа мајата си ја задржаме и сега овие мандат. Благодарам. Ајде кратка пауза. Предлогот на градоначалникот да се повлече и 7 точка од дневниот ред ја става на усвојување. Чек сега. И да се стави на наредната седница да повика директор, значи да записи. И правнички. Добро, супер. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека точката е повлечена. 8 точка советнички прашања. Дали некој бара збор? Повели колега Влад. Гранчалче имам повеќе прашања. Зошто не се косат локалните патишта низ општина Росман? Дали си известен за кабел што е паднат ки Стојан Ѓошев на улицата Кашомине? Мислам дека претседателот е известил. Кадето? Ки Страшо, улицата Кашомине, Страшо Гинев, да, во Манастерец и ки Стојан Ѓошев. Кабелот на Евана е паднат, не може да минат возило поголеми, да се преземе нешто да се извести Евана. И зошто не е даден отчет за духовден на оваа седница? Благодарам. Дали друг бара збор? Збори градоначалник на тоа. Това е. Прво беше зошто не се косат. Да. Патиштата локални ги искосиме 2 пати во овој период, од кои што првиот пат со помош на Македонија пат, вториот пат беа искосени со користење наши ресурси, но јавното комунално предпријатие реално не поседува таква опрема и се обидуваме преку некои надворешни фирми, соработници или било каков начин да се снаоѓаме. Се додека не заврши јавната набавка, денеска испадна јавната набавка од Вардарски плански региони, конечно се надевам за месец дена ќе имаме опрема и ќе можеме сами да го вршиме тоа. Во меѓувреме побараме помош од водостопанство, се надевам дека овие денови ќе ја добиеме, бидејќи поседува таква машина, бидејќи самото мулчирање со мулчер која го работиме не е доволно. Знаете, самите земјоделски крај сме фаќа пола метра од патот или 70 сантима, не ги задоволува потребите на патиштата, бидејќи обично се, како да речам, збушени од горниот дел. Така да ќе се обидиме да наредниот период да го обезбедиме тоа. За ово за кабелот прв пат слушам, ако е на Евана, не е наша надлежност, наше уличното. Кај се? Значи на Евана е, значи над улицата, значи улицата не ти е проводна, така ли? Значи треба да реагираш никако. Кој да реагира? Од каде да знам јас дека висел кабел? Известиш Евана, општинска информација. Јас не реков прв пат слушам, не знам. Океј, ја не ти реков, дали си прв ми кажа дека ти известил председателот на местна заедница? Значи не може да се движи, значи камиони не минат там, паднате кабелот на улицата. Не знам, се прв пат слушам оваа информација, че го проверам, че извести ми Еван и се што Еван 5 пати иде во Манастир последните 3 дена, знаеш, имаме проблеми со уличното осветлување и така да идеше Евана таму, ако знаев ќе го решиме сигурно. Во однос на Духовден се уште не се завршени сите постапки, бидејќи знаете беме и со надворешна фирма и дел од средствата беа и преку нас, така да кој ќе го има комплетен извештај, веројатно некој од наредните седници ќе го доставиме да го затвориме и Духовден. Реално поминаме со помалку пари од општијата, реално беше поголемиот дел помогнат од компании регионални или било како кој што помогнава во самата реализација на Духовден. Мислам дека беше еден од подобрите Духовдени кои се случиле во Росоман, со бројни гости кои што ги имаме од странство и се надевам дека ќе продолжиме оваа традиција секоја година да имаме што подобар настан за Духовден фест. Благодарам.
Дали друг разбор? Чекам малку. Значи, граничалници кога работник се косат локалните патишта? Че гледаме да ги скоси до текот на даа недела со водостопанство овие пат да видат. Океј, Разговараме више со нив, дали имаш споменато каква состојба се за тоа? Знамо как. Добро. Благодарам. Дали друг разбор? Повели колега Ристо. Сино пише. Поштуван градоначалник, значи јас имав малку повише прашања и првото прашање ми беше зошто се покачени дворните места во комунално тоа прашање што пред тоа се расправаме и по квадрат кај нашите граѓани и кој го изгласа тоа, зашто тоа не беше ставено на совет, че беше ставено само покачување на водата, што е едното прашање, дали знаете за тоа. Дали е вистина дека цистерната на комунално предпријатие, вашите вработени од комуналното ја полнеле од водата од Лукар, што е едно од граѓаните што го кажале. Зошто немаме покана од општина Бергама за прв пат од последните 15 години, дали за тоа знаете? Тоа треба и председателот да го мисле, да го прашаме него за духов ден, ама дако ме привари више, за дека зошто нема извештај и колку пари. Сите фактури собрани не е дефинирано. Добро. Дали имате сила? Сега оваа вие како више како тоа иницијатива што од граѓани да сакат да се направи, да побарате од владата на Република Македонија договорица за рециклирање на шишиња, со кои рециклирање на шишињата од парите од таа рециклажа ќе помагаме на загрозени семејства во општина Росома. И уште едно, дали можете како градоначалник да побарате набавка или правење на пречистителна станица на канализацијата на крак 1 кај железничкиот мост, додека не почна да се шири некоја заразна болест? Тоа е прашање за да го направи, да си го земе, запише да го доде до влада да побара такво нешто. Добро. За оваа осмото прашање нема да ве прашам. И дали Чекај, значи логичка дека до 3 прашања. Добро, 30 ми постави, да. доста, уште едно само. Дали се прска за од комарци или се прехрануват? Одлично. Треба ме бендеси. Сама потек. Сега чека од каде да почнам. Зошто дворните места? По закон треба комунална услуга да се плаќа врз основа на катастарски имоти и врз основа на тоа, али рекоме наредната седница. Цистерната за вода од кај се полни? Право ти кажам, не знам, веројатно е точно тоа што го зборуваш, ама се полни во Кавадарци од таму, се полни и да секаде кај се перат, тоа што од кај да полним од друго место. Цистерната нема вакуум пумпа, таа мора да се полна под притисок. Да, полниме, гледаме да полниме поише од Градба Промет, фирма која што ни помага за да наполниме. Они имат пречистителна станица, бидејќи не можеш секаква вода да ставиш цистерната, ќе се затнесе на неа. Имат пумпа со. Зошто немаме покана од Бергама? Се слушнаме, јас ти 2-3 пати за Бергама. Има, нема, че се слушам, че видам сега. Јас сум таму си имаш председател на комисијата и ти треба се бакта. Ја не сум таму ништо. Официјален мејл стига во општината, не стига ки председателот на комисијата. Да, воопшто, не знам дали имало и настан, не знам, а дали зошто не сме добиле покана, веројатно нив треба да ги прашаме зошто. Кога бил наш настан, секога се поканети добродојдени пак. Во однос на прочистителна станица, супер идејата, таа може да кошта милиони изградбата на таа. Таа канализација тука сигурно, не знам, 100 години таа може, 70 години е сигурно дека е изградена или 60. До сега не мало, ако обезбедиме средства за да има, ќе биде одлично. Дали прскаме против комарци? В Грција прскат ли? Прскат. Добро, ти не знам дали знаете дали има или нема, ти вие таму сте. Не знам, јас уште имам дено има и таму. Прскаме против комарци, за прв пат може би треба бивши председател на Совет да прашате лани дали испрскаа и да покажат слика дека испрскале лани. Тоа е најдобро, а ние сме испрскале не еднаш, два пати, од кои што првиот пат се испрска со дрон
делот кај што е ова мочуришниот дел, вториот пат се испрска од земја, сега тоа исто првиот пат, вториот пат ги повика фирмата доброволно уште еднаш да испрскат поради турнирот, али верувајте на овие начин многу е тешко да се уништат комариците на територија на општината поради многу мочурливи места, вировите, реката е тука и се надевам дека со одводнувањето на Бавчите и реализација на комплетно на цел проект дека ќе се намале оваа појава, особено ние имаме проблем со овој дел што е под гробиштата, кој што е мочурлив и кој што ги создава таму се стационират. Ќе се обидиме, ќе прскаме што повеќе, ќе гледаме ако можеме јавна набавка наредниот период, дали оваа година, дали наредната, да можеме да биде авионски, кошта поскапо, ама ако се согласиме ние сите дека треба на тие начин, да го правиме на тие начин да го тераме. Не знам кој прашање имаше или да не одговори. Ајде уште еднаш ќе поставам тука. Докаде работите проектот со проширување на гробиштата? Во однос на проширувањето на гробиштата има едно парче, сум го разгледал и беме на терен таму. Долги години овие проблеми, еве ми се падна мене, кај што веќе стварно безизлезна ситуацијата. Знаат совети се ова е горливо прашање кој што не засега ни политичка партија, ни различни опции, туку сите заедно треба да го решиме. Има еден дел под гробиштата кој што е собственост на Македонска православна црква, тоа е едно долче на Косинка и со првиот проект на одводнување на Бавчите тука има еден дел кај што е среден. Сега со оваа втора фаза која што почнуваме со изградба, вчера имаме вовед во работа, за ден-два започнуваат градежните машини да работат, ќе се обидиме земјата која што се ваде од тие дел долу кај што ќе биде проектот да се носе под гробиштата и тука да се направат нови парцели кај што ќе може овој проблем да го решиме барем за наредните 10-15 години да има повеќе гробни места. Тоа е делот на ово. Тоа некаде се наоѓа под капелата и тука првиот почетниот дел, кај што е веќе покриена канализацијата со атмосферските води. Точно има едно слободно место на РМ, ама сега со вод во дој мораше да се изсуше да не... Не, таа дел се ја гледат на... За каде, за надолу има... Преку бразда тука дел се врати на... Ама оваа чешма тука што е поблиску. До црква. Чешмата што е на гробишта. Да. Тоа е па тука е тоа, тие дел. Тоа е на... Да. И еве со Јовица имаме и доста проблеми, затоа и ќе гледаме да ги надминиме овие што побрзо. Да се добрзам на прашањето за комарите, само во Росма се прска или во другите? Не, сите места се испрска и... На територија на општина Росма. Манастирец мисля дека 3 пати се вратира вечерта да испрска. И Манастирец е испрскано, и Трстеник, Сирково, Камендол, Паликура, Рибарци, Росома неколку пати. Максимумот го дадиме. Значи таквото прскање нема ефект. Има ефект, голем беше ефектот, али верујте дека има многу има, не е возможно да ги уништиш. Они јас колку се вројат околу 500 до 600 метра имат радиус на движење, така да ќе треба сигурно уште многу да се прска околината. Ви благодарам. Дали друг бар разбор? Бојле порачки? Ајде да не испадне дека за џабе тој. Ајде, почитувани колеги, градоначалник, председавачи, медиуми. Јас сакам да поставам едно прашање на градоначалникот, исто и тоа е горко. На почетокот нели разговараме дека полициска станица и да доме поддршка и сме, мислам дека подитно во тој правец треба да сторите нешто, загрозена е безбедноста на пешаците и на малите деца. Не знам дали имате информација на плочата дека се имат качувано камиони на тротоарите, дека има огромна, сигурно знаете, огромна дупка. Значи децата сега се збунети и општо не само децата, трактори, откупи, сами знаете проблемот години наназад што се провлекува, дали во тој правец нешто се разгледува да направиме некоја идеја, некој проект, паркинзи, подитно мора нешто да се размисле, оти стварно не си паметен, ајде ние возрастните ќе се пазиме, ама децата не можат да се пазат, тротоарите се паркинзи и со големите возила е испокршено се. Тоа ми беше, фала. Благодарам советнички на конструктивните прашања, ама и умеѓу време и одговор се даде во однос на прашањата. Дека ќе вратиме минатото назад и ќе направиме се некои паркинзи, не знам, ама ќе гледаме максимално да се погрижиме да се тргне, особено централниот дел, тука најголем проблем се паркираните возила.
ќе бараме некои сообраќајни решенија со столбови на средината или било како. Ама и тоа јас не го гледам како некој решение за тоа што и да ги забраниме нема каде да паркират, само ќе ги поместиме на другата страна. Јас еве наредниот период ќе гледам со службите од општината да изработиме налепници со прво предупредување на тие што паркират на тротоарите и на коловозот, да можеме да ги отстраниме. Особено па таму кај што има паркинг на 10 метра да се паркират на патот, стварно нема логика. Тоа ќе биде као прво предупредување од нас, во наредна фаза ќе повикаме и полиција и да се пишуваат казни, затоа што стварно е опасно и за децата, и се поише возила има, така да тие се неколку критични точки, центарот тука во овој дел подопштина, да гледаме да ги средиме некако на било каков начин. Сега наредна фаза може само да размислуваме за некоја улица да се направи едносмерна или некако да се паркират косински. Реално во центарот не гледам каде би се паркирале возилата. Сами знаете баш таму, нели, живеете. Така да се надевам дека како совет и како градоначалник ќе најдеме некое решение за овие паркирани возила. Благодарам. А во однос на станицата не одговорив. Во однос на полициската станица доставиме тогаш барање и до кабинетот на премиерот и до министерот за внатрешни. За жал, ради рационализацијата не добиме позитивен одговор. Се уште ќе се бориме на било каков начин да успееме во тој објект кој што е таму да обезбедиме услови, да повикаме дали од министерство било кој да му кажеме ево обезбедени се услови да може да се отстапе за било каков начин да имаме полициска станица во Росово. Тоа е, се надевам дека и со самите камери кои се поставија до некој степен ќе се зголеме безбедност и ќе се намалат прекршоците во Росово. Благодарам. Само секунда реплика има колега. Не е реплика, уште една сугестија, идеја. Имав идеја и у претходниот мандат, кај нас исто ки што сме ние, на плочта. Улицата е многу широка и мислам за Косински може да се искористат, треба да се разгледа тоа во иднина. Значи, многу е пред самите објектчиња што се направени, а не се функционални, има простор како тераса. Може нешто да се измисли, вака Косински, ако не може да бидат бочни. И тука кај Карши пилјарата, не знам тоа у законот како е, тоа ми е само предпоставка, уште од секогаш кога поминувам тука цвеќињата ки што се насадени, мислам дека тука во Косина може да се направат, и тоа е блиску до центарот. Тоа дека не може општината да го реше, само полицијата во делот на непочитување на сигнализацијата. Сега со последното со реновирање на Гоце Делчев, патната сигнализација е приближно на градска направена, значи и пешачки, и лежачи полицајци, меѓутоа непочитувањето е само тука. И треба да се опне по джепот, па мислам дека така ќе биде најпаметно и најдобро решение кога би имале полициска станица. Фала. Благодарам. Дали друг разговор? Само тука ќе поставам прашањето. Дали знаете дека знакот доле за 7,5 тона е изваден кај техничкиот преглед стариот и затоа тие возила можат да влезат наваму. Таму има знак за забрана за 7,5 тона наваму да не може да влегуваат поголеми камиони, че не може да влезат во центар. Тоа да се реши со полиција да разговарам. Не знам дали согласно сегашното сообраќајно решение има забрана, ама ја мислам дека не е проблем толку камионите, не имаме проблем со колите паркирани. Камиони колку и влегуваат во Росово, сега не знам реално. А тоа со камионите сигурно ќе го решиме, спремаме проектче да видиме околу долу игралиштето, да го уредиме тие влез, да може од таму да се влегува. Знаете, таму во минатото ќе имаше една пекара, кој што успеа да се откупе дел од државното земјиште, да се ископа и да се уништи. Оваа недела конкретно планираме го и чистиме тие дивите депонии кај игралиштето, да се среде цел тие простор и да видиме, да трасираме улица од Скок Трейд директно да се влева во Росома, да не морат сите возила да го користат овие дел, да се влекуваат големите возила од кај техничкиот преглед. И благодарам. Дали друг разговор? Повели колега Јовица. Почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани медеуми, јас имам едно прашање до градоначалникот.
се однесува на влез-излез во Сирко, Стара Болка, обеќено од министерот Николовски за време на избори на граѓаните од Сирково и општина Росума, што ќе ја користат сите. Беше обеќено дека ќе биде изградено тој влез и излез, помина известно време, мислам дека работите се средија, па дали градоначалникот да се познаем во врска со тоа и дали се тера некоја активност, прашање од граѓаните. Благодарам. Благодарам. Повели. Вака, во однос на оваа точка, редовно комуницирам горе со Министерството. Во програмата на јавно предпријатие за државни патишта во оваа година е изработката на целата проектна документација. Се надевам дека ќе изработат, по самата изработка ќе се датаки одобренија и било какви сообраќајни проекти или било што и да треба. Еве ќе се обврзам нареден пред уште една комуникација да направам, да ви дадам точна информација до каде, бидејќи некој месец дена немам точна информација што се случува. Еве во однос на Сирково ќе се обидиме наредниот период да водата да решиме, многу битно, кога веќе дојде на тема Сирково, а денеска го подпишав и одобрението за реконструкција и изградба и адаптација на просторот за изградба на детска градинка во Сирково. Тоа е поранешта местна заедница во селото Сирково. Благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, со ова го исцрпивме дневната. Повели. Информација. Една информација, ако може. Повели. Почитувани градоначалник, почитувани советници, целом само како една информација од позицијата председател на комисија за избор на членови на управен и надзорен одбор во јавното комунално предпријатие. Знаете дека управен одбор формиравме, надзорниот одбор веднаш ни пропадна повикот, објавивме повторен повик, истиот повторен ни пропадна поради непријавување на доволен број кандидати, односно имавме само една пријава од еден кандидат, со оглед на тоа дека се работи за колективно тело, пропадна и овој избор и со оглед на тоа дека е втор последователен јавен избор кој што е неуспешен. Согласно закон за јавни предпријатија се активира законските одредби со кои се овластува градоначалникот да назначи ВД вршител, односно вршители на должност во рок од 6 месеци до евентуално изборот на нов надзорен одбор. Тоа беше само како информација да бидете запознати. Благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, со ова го исцрпивме дневниот ред. Ви благодарам на присутност.